вечер од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски. Јас сум Јулија Вилковска. Американскиот председател Барак Обама за 2009 предвидува дефицит од 1,75 трилиони долари. Тој денеска до Конгресот го доставува првиот предлог буџет за наредната година. Американскиот председател Барак Обама вели дека неговиот прв предложен буџет во кој се предвидуваат трошоци од над 3 трилиони долари е наменет за задоволување на најитните потреби на земјата. Буџетот за 2010 година вклучува 250 милиарди долари за помош на американскиот финансиски систем, што од крајот на минатата година наваму веќе доби преку 700 милиарди долари. Председателот повикува и на основање на фонд во висина од 634 милиарди долари за реформа на системот на здравствена заштита и здравствено осигурување на преку 40 милиони американци кои немаат никаква здравствена заштита. Владата во буџетот предвидува приход од зголемувањето на даноците за оние американци кои заработуваат преку 250.000 долари годишно, а даночните олеснувања воведени од поранешниот председател Џорџ Буш би престанале да важат до 2010 година. Извештај на Стејт Департментот за човекови права ускратена слободата на милиони широм светот. Во делот за Македонија, владата генерално ги почитува правата на своите граѓани, иако се регистрирани проблеми во некои области. Минатата година на стотици милиони луѓе широм светот им биле ускратени основните слободи од страна на нивните влади, вели Стејт Департментот. На церемонијата на објавување на извештајот, американската државна секретарка Хилари Клинтон изјави дека САД се определени да се придржуваат до сопствените идеали за човекови права. Промоцијата на човековите права е суштинска за американската надворешна политика, рече Клинтон. Американската влада наведува дека голем број земји наметнале рестриктивни и репресивни закони против невладините организации и медиумите, наведувајќи ги Кина, Русија, Киргистан, Казахстан во тој контекст. Човековите права и демократскиот развој во Африка не повеќе биле загрозени во Зимбабве, Гвинеја и Мавританија. Стејт Департментот изразува загриженост за изборите во Ерменија и Русија, како и за натамошните затварање на политички и општествени активности во Египет, Иран, Либија и Сирија. Обиди за подобрување на ситуацијата пак Соединетите американски држави забележале во Колумбија, Чили и Аргентина. Во делот за Македонија се вели дека владата генерално ги почитува човековите права на незините граѓани, иако има проблеми во некои области. Стејт Департментот ги лоцира истите во правните и полициски процедури, вклучувајќи го тука и приведувањето за криминални дела. Американската влада оценува дека во Македонија и натамо се одолговлекува со судските реформи, како и од и политичкиот притисок и заплашувањата, негативно влијаат врз ефикасноста на судството. Жестоката критика за владата за медиумското известување, што го смета за непатриотско, негативно влијала врз слободата на печатот, стои во извештајот. Стејт Департментот оценува и дека напнатоста меѓу македонското и албанското население продолжува да влијае во разни области, како образованието, вработувањето и политичкото учество. Што се однесува до македонското малцинство во соседните земји, во извештајот за Грција стои дека грчката влада не признава постоење на словенски дијалект, наречен македонски од страна на лицата кои го говорат во северозападниот дел од земјата. Мал број на лица кои говорат на словенски инсистираат да се самоидентификуваат како македонци, термин што наидува на жестоко противење од страна на другите грци. Американската влада го наведува тврдењето на овие лица дека грчката влада спроведува политика чија цел е да ги обесхрабри да го користат сопствениот јазик. Според Стејт Департментот, владата во Атина и судовите го отфрлаат барањето на словенските групи да се идентификуваат како македонци, со образложение дека околу 2,2 милиони етнички и лингвистички грчки граѓани исто така го користат терминот за нивно идентификување. Во извештајот за Бугарија под одделот Слобода на здружување се наведуваат проблеми со регистрирањето на Омо Илинден. Во рамки на официјалната посета на Соединетите американски држави, грчката министерка за надворешни работи Дора Бакојани синоќа во Стејт Департментот разговараше со американската државна секретарка Хилари Клинтон. Бакојани по средбата кажа дека Клинтон посакува поголеми стратешки односи меѓу Грција и САД. Според неа, Клинтон предложила Атина и Вашингтон да работат заедно на неколку главни прашања како Блискиот Исток и Балканот. Бакојани го повторила грчкото барање за безвизен влез на грчките граѓани во САД.
грчката министерка кажа дека во својство на преседавач на ОПСЕ со американската државна секретарка разговарала и за соработката меѓу Русија и земите членки на ОПСЕ. На наше прашање дали станало збор за спорот меѓу Република Македонија и Грција околу името, Бакојани изјави: Не дискутиравме по ова прашање со секретарката Клинтон, разговаравме за Балканот воопшто и за тоа каква иднина му престои на Балканот, но не и за конкретни прашања. Американската државна секретарка Хилари Клинтон денеска се среќава со министрите за надворешни работи на Афганистан и Пакистан на разговори за новите стратегии на САД во регионот. На средбата со пакистанскиот шеф на дипломатијата Шах Махмуд Куреши и неговиот афганистански колега Ранџеп Данфар Спанта ќе учествува и специјалниот американски представник за Афганистан и Пакистан Ричард Холбрук. Вчера министерот за надворешни работи на Пакистан изјави дека Исламабад би сакал САД да преиспитаат одлуката за употреба на безпилотни летала за напади на милитантни цели на пакистанска територија. Според американските научници, на повидок е вакцина која би го спречела ширењето на грипот и птичиот вирус. Сезоната на грипот е во полн ек и здравствените органи апелираат американците да примат вакцина против него. Епидемиите на грип се случуваат во циклуси ширум светот. Според Светската здравствена организација, од вирусот на грип годишно се разболуваат 3 до 5 милиони, а умираат од 200 до 500.000 лица. Најранливи се најмладите и најстарите. Секоја година научниците произведуваат вакцина насочена против варијантата на вирусот што е во оптек, но и покрај најдобрите научни пресметки, некои варијанти ненадејно мутираат и повторно се шират. Група истражувачи од Институтот за рак Дейна Фарбер во Бостон и од Институтот Барнам во Калифорнија идентификувале човекови антитела за кои тврдат дека го спречуваат вирусот да мутира. Вейн Мараско од Дейна Фарбер раководи со истражувањето. Ова е прв чекор во добро зацртаниот пат за развивање на антителата во лек што може да се користи за борба против и третман на грипот кај луѓето. Мараско сепак наведува дека се потребни дополнителни истражувања пред да се започне со клиничко тестирање врз луѓе. За нив се потребни најмалку 3 години. И тоа е се што ви подготвивме за ова издание. Ова беше гласот на Америка на македонски ТВ журналот News Flash. Јас сум Јулија Велковска. Ви благодарам на вниманието, пријатна вечер и до гледање до утре.